Поштовани гледачи, добро дојдовте во вториот дневник. Да погледнеме најавата во него. Личните асистенти од корист за лицата со телесен инвалидитет. Од Струмица почнаа обуките за новиот социјален модел на третирање на попреченоста. Комуналец Струмица изведува водоводна линија во Баница. Со 809.000 денари ке градат мрежа во должина од 460 метри. Општина Валандово за прв пат е домаќин на државно првенство во ракомет за средни училишта. Од денеска до сабота градот ке живее во спортски дух. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов понеделник ќе биде домаќин на председателот на Европскиот совет Доналд Туск, кој ќе престојува во посета на државата. Посетата на Туск на Македонија е во рамки на неговата регионална турнеја посветена на состојбите со мигрантската и бегалската криза и примената на сеопфатно европско решение. Освен за актуелните состојби со мигрантската и бегалската криза, улогата на Македонија и состојбите во регионот, велата од кабинетот на шефот на државата, Иванов ќе го запознае Туск и со политичката ситуација во земјата, ќе разговараат и за европската перспектива на регионот. Посетата на Македонија на првиот човек на Европската унија се реализира во пресред на се почестите предупредувања од нов бран бегалци, како и во контекст на посилните тензии помеѓу Европската унија и Турција за прекин на договорот за мигрантите. Најавите од страна на турскиот председател Ердоган за прекин на приемот на мигранти представува голема закана за Европа, пред се за балканските држави, што е причина за алармирање на Европската унија. Ова е трета посета за 2 години на Туск на Република Македонија. На последната средба во март 2016 година Туск и председателот Иванов дискутираа за постигнување заедничко европско решение за бегалската и мигрантската криза. На тогашната средба Иванов предупреди за илегална миграција и насилно влегување во Македонија и беше дециден дека Република Македонија нема да дозволи зголемување на безбедносните ризици од мигрантската криза. Македонскиот председател тогаш порача дека Македонија ќе ги преземе сите активности за заштита на државните граници и за зачувување на националната безбедност. Премиерот Емил Димитриев во Малта на Конгресот на Европската народна партија се обрати на отворената сесија на шефови на влади и држави. Тој во своето обраќање се осврна на важноста на европските интеграции како стратешки интерес на Република Македонија, но и улогата на државата во справување со мигрантската криза. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски присуствуваше на политичката сесија на Европската народна партија, каде се избра новиот потпредседател на Народната партија Рафал Трашковски од Полска. Присуствуваше на Конгресот Груевски, стои во соопштението од ВМРО ДПМН, го искористил за остварување билатерални средби и разговори со повеќе политичари кои се дел од семејството на Европската народна партија, која е највлијателна сила во Европската унија. Меѓу другото, Груевски остварил средба со премиерот на Унгарија Виктор Орбан, со Јанес Јанша од Словенија, со домајкинот на Конгресот и на самитот председателот на Националната партија на Малта Симон Бустил, со федералниот министер за земјоделство на Сојузна република Германија и секретар за финансии на Европската народна партија Кристијан Смит и со други политичари и влијателни луѓе од политичкиот естаблишмент на европско ниво. Европската унија е заедница на вредности и принципи. Затоа на државите им е потребна визија, но и известност. Потребни се конкретни чекори и действување за целосно остварување на европскиот сон, на кој подеднакво право има секоја држава во Европа. Членството на Европската унија останува основен приоритет кон кој се стремиме. Ние докажавме дека имаме капацитет и споделуваме европски вредности, потврдувајќи својата подготвеност да се биде дел од решението на еден исклучително комплексен проблем. Со ефективна и ефикасна реакција, со успешно менаџирање со границите и исклучително хуман пристап, демонстрировавме активна и проактивна улога, директно помагајќи на нашите пријатели од Европската унија. Се обидуваме секаде каде што можеме да лобираме за Република Македонија, за државните, за националните интереси на Република Македонија. Тука има многу значајни личности и е многу значајно кога ќе им се каже од прва рака она што е важно за Република Македонија, за незината иднина, за незиниот напредок, за нашите евроатлантски интеграции и напорите да се оствари тоа. А истовремено, практично, се обидуваме и да објасниме
за се она што се случува во Република Македонија на политички план и се она што граѓаните, народот во Македонија се соочува во овој период. Затоа што има многу луѓе кои што не се детално запознати со работите и потребно е некој да им ги објасни. Некои ги знаат површно, некои ги знаат погрешно. После бројните апели пратениците да се откажат од постојано пријавување за реплики, контрареплики и процедурални говори, председавачот Трајко Велјановски пресече и ги забрани пријавувањата на пратениците за процедурален збор на конститутивната седница. Нема веќе пријавувања за процедурално, реагираше Велјановски. Тој не му даде процедурален збор на пратеникот Зоран Илиевски и повика службите да изготват статистика од која партија колку пати се пријавиле за процедурален збор. Зачувување на унитарноста и сувереноста на Македонија, но и одржување предвремени парламентарни избори заедно со локалните бараат од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. И за попладнево имаат закажано протести, меѓу кои ќе се одржат протести и на југоистокот. Да ги слушнеме пораките од вчерашните протести. Јас сум Косара Толомановска, која живеам од 71 година во Германија. Таму ми се дечиња, мажот ми почина, таму е погребан, ама ова знаме го има на споменик. Му го имам направено правото македонско знаме. И никој досега ништо не ни вели. И знаменце мало му го кладовне во ковчег на погреб. Тој сиромас имат превртено во земјава за ова парче земја, ако е погребан Германија. И јас сум патриот роден и сакам патриотка да умрам. Многу ми е тешко и многу ми е жал. За 2 дена ја напуштам златнава Македонија. Ги молам, браќа, сестри, македонци, ве молам, немојте да дозволите да ја распарчет нашата златна Македонија. Никој не знае, кој не живее во туѓина, тој не знае колку е тешко туѓ леб да јаеш, туѓа земја да газиш. Преку зајакнување на националистичката реторика кај оние кои не мислеа добро на сувереноста и унитарноста на нашата земја. Ние ќе продолжиме со силината на нашето присуство и со љубовта кон Македонија да им повторуваме дека нема да ни го скршат духот, туку само ќе не направат појаки, похрабри и без срам од љубовта кон сопствената земја. Ќе продолжиме и во наредните 30 дена секој ден да им повторуваме и мора да се откажете од тиранската платформа и да ја осудите нејзината суштина. Овој срамен документ создаден во соседна држава не смее да биде препакуван и замаскиран како програма на некоја идна влада. Председател на собранието не смее да биде некој кој не сака да се откаже од тиранската платформа и да ја осуди нејзината суштина. Убава е гледката која ја гледаме изминативе 30 денови, бидејќи прекрасно е да се видат стотици и илјадници срца кои како едно бијат за својот дом, за својата сенка која каде и да одат и ја носат со себе. Уште поубава ќе биде гледката кога овие стотици и илјадници срца ќе се зарадуваат во денот кога Македонија повторно ќе биде каква што беше пред да се посегне по неа. И сега нека слушнат повторно сите. Ќе победиме, ќе ја добиеме битката за мирна и заедничка Македонија. Председателот на Република Македонија е татко на сите нас, што живееме овде во Македонија. Значи, како татко се грижи за своите деца, така треба и синовите да го почитуваат таткото. Јас, како син на оваа парче земја и како горд струмичанец од муслиманска вероисповест, му се обраќам на нашиот председател Георги Иванов. Председателе, прими ја мојата порака, како горд турчин ви се обраќам. Не сакаме бинационална држава. Ако Македонија стане бинационална држава, тогаш каде ќе исчезне турскиот јазик? Зарем некои мислат дека ние ќе спиеме тогаш? Затоа, господине председателе Иванов, во никаков случај немојте да прифатите платформата од друга држава. Да ви направам длабок поклон пред неброените радовишани македонци кои со векови
гордо го носеа името македонско, јазикот македонски, за да го сочуваат и ни го предадат нам како аманет. Ништо нема да не поколеба во одбрана на нашата татковина Македонија и на нејзината црвена линија испишана со крвта на нашите предци и со солзите на нивните семејства. Драги пријатели, во Божјото време Бог одредил време за се. Време за работа, време за одмор, време за учење, време за љубов, време за создавање, време за раѓање, време за живот, но и време за смрт. Ова не е време за плачење, ова е време за духовно восстание. Потребите за лична асистенција на лицата со посебни потреби и телесна попреченост денеска во Струмица ги скажаа 22 лица кои беа дел од првата обука, дел од проектот Унапредување на услугите за социјална вклученост. Личната асистенција е еден од начините за обезбедување на поголема социјална инклузија, како и подобрување на секојдневното живење на квалитетот на животот воопшто на лицата со телесен инвалидитет. Јучер и данас, дакле 29 и 30 марта. Вчера и денес, односно 29 и 30 март, во Струмица се одржува едукација на персонална асистенција за живот, работа и радост. Персонална асистенција се развива во областа на другата група на проектот. Првата компонента е насочена во друга професионална рехабилитација, додека втората е развивање и оформување на персонална асистенција за лицата со телесна попреченост. Со оваа обука започна серијата од 10 обуки кои ќе се одржат во 8 плански региони во Македонија во 10 градови, во соработка со 10 здруженија на граѓани кои ќе имаат и улога на сервисни служби. На обуките ќе учествуваат различни актери вклучени во процесот на обезбедување на лична асистенција, како лица со телесна попреченост, лични асистенти, представници од Агенцијата за вработување, како и представници на локалната самоуправа, центрите за социјална работа и граѓанските организации кои работат со оваа група на граѓани. Уште една обука во Струмица, овој пат ја организира Центарот на заедницата на тема ненасилна комуникација и медиација, тренинг за млади. Тренингот за ненасилна комуникација и медиација има за цел да им помогне на младите полесно да ги анализираат конфликтите со кои се соочуваат секојдневно и да стекнат комуникацијски вештини потребни за да пристапат кон нивно разрешување. Во организација на Центарот на заедницата на општина Струмица денес се одржува еднодневен тренинг за млади на тема ненасилна комуникација и медиација. Целта на оваа обука е младите да се стекнат со вештини за мирно разрешавање на конфликтите. И навистина сме задоволни од интересот кој го покажуваат младите во едно време на електризирана состојба, време кога не ги бираме зборовите и не гледаме долгорочно на конфликтите кои ни се случуваат. Сме особено задоволни што постојат млади луѓе кои сакаат да научат како да им пристапат на конфликтите, како да знаат да го лоцираат проблемот, причината на проблемот и да знаат како да му пристапат за да го решат на мирен начин и да има долгорочно позитивни последици. Преку симулации на медиација, преку симулации на меѓусебни разговори, учениците учат како да разрешуваат меѓусебни конфликти, меѓутоа вештините кои ги стекнуваат ќе им помогнат и во пошироката околина, дали е тоа во нивната локална заедница, во нивните семејства, и сметаме дека им даваме вредна вештина која што и понатаму може да има позитивен ефект и на нивните најблиски и да поттикнат и да ги воведат во едноставно процеси на разрешување, мирно разрешување на конфликти, да покажат пример во заедницата во која живеат. Јавното претпријатие за комунални дејности Комуналец во населеното место Баница изведува приклучна водоводна линија со која според надлежните трајно ќе се реши проблемот со водоснабдувањето. Се наоѓаме во населеното место Баница, каде што екипите на јавното комунално претпријатие
комуналец изведуваат водоводна линија. Инвестицијата за ова водоводна линија од страна на општина Струмица и вредноста на договорот е околу 809.000 денари. Потребата од ова водоводна линија се наметна заради интересот за приклучување на граѓаните од населеното место Баница, каде што во овој дел немаше изведено приклучна водоводна линија. Предвидено е да се изведи 460 метра приклучна водоводна линија, со кое што ќе бидат опфатени некаде околу 40 на приклучоци. Со овие приклучоци, со изведувањето на овие приклучоци, трајно ќе биде решен проблемот со водоснабдување на жителите од ова населено место Баница. Остануваме во делокругот на работата на јавното предпријатие за комунални дејности Комуналецот Струмица. Тие почнаа и со хортикултурно уредување на градот за оваа сезона. Но несовесните граѓани секојдневно ги уништуваат цветните површини и жардинерии кои се поставуваат. Ги крадат цвеќињата и дрвцата непосредно по нивното засејување. Според раководителката на единицата Зелени Лоленче Гудева, единствено што им преостанува е да апелираат на поголема совесност кај граѓаните, бидејќи како што вели, тие ги засадуваат дрвцата за нив. Повеќе за хортикултурното уредување на општина Струмица секако гледајте и во најновото издание на Отворено студио, кое ќе почне веднаш по завршувањето на дневникот. Хортикултурно уредување е оплеменување, облагородување на една површина со зеленило, со украсни садници и со урбана опрема. Кога велиме украсни садници, се мисли на цвеќе, украсни видови на дрвја, украсни видови на шпунови, украсни видови на некои обушки, зеленчуци и така натаму. Урбаната опрема исто така е дел од хортикултурното уредување и задолжителен дел, да кажеме, бидејќи без клупа или без корпа за отпадоци нема да биде користено ова зелена површина. Во зависност од големината на зелената површина, односно на хортикултурно уредената површина, зависи и поставеноста на урбаната опрема. Значи, на помалите зелени површини имаме поставено само корпи и клупи, додека на поголемите, ако има потреба за канделабри, за да биде осветлена таа површина, а на поголемите површини, како што се парковите што ги имаме, поставуваме и друга урбана опрема, како што во моментот овој проект го спроведуваме, тоа е поставување на детски играчки и поставување на фитнес зона. Секојдневно се среќаваме со украдени цвеќиња, растурени жардинери, украдени дрвца, украсни дрвја, што се помали, жбунчиња и така натаму. Што преземаме? Мислам, освен што можеме да ги замениме цвеќињата, и растенијата што се украдени, ние не можеме ништо повеќе. Оставаме на свеста на граѓаните, да ги чуваат, да ги негуваат, бидејќи тие се посадени за нив, за они да уживаат во тие убавини што ние ги правиме. Меѓународниот ден на франкофонијата вчера беше одбележан во Гевгелија од младите франкофони од основните училишта кои направија изложба на тема Јас и францускиот јазик. Меѓународниот ден на франкофонијата беше одбележан со слики и цртежи од младите франкофони од основните училишта Владо Кантарџиев, Крсте Мисерков и Ристо Шуклев од Гевгелија со нивните наставници по француски јазик и ликовно образование на тема Јас и францускиот јазик. По тој повод, вчера во Уметничката галерија АМАМ беше отворена изложба на која беа изложени ученичките трудови. Франкофонија е службен назив меѓународна организација на франкофонијата и е составена од голем број на држави, земји и региони на сите континенти во светот кои користат францускиот јазик како национален, службен, работен и во меѓународните комуникации. Франкофонијата ја сочинуваат 56 земји членки и 14 земји наблюдувачи со 950 милиони жители и површина од 28 милиони километри квадратни. Модерната франкофонија датира од 1970 година. Нејзиното мото е еднаквост, комплементарност, солидарност. Егалите, комплементер, солидаритер. Република Македонија стана
полноправна членка на Меѓународната организација на франкофонијата на 28 септември 2006 година за време на самитот на франкофонијата што се одржа во Букурешт, Руманија. Покрај поттикот за негување на историската традиција и присуството на францускиот јазик кај нас, членството во франкофонијата, Република Македонија го гледа како можност за афирмација на македонскиот идентитет, јазик, историја и богато културно наследство. Меѓународната организација на франкофонијата е основана во 1970 година со цел да ги промовира францускиот јазик, културната и јазичната различност, промоцијата на мирот, демократијата и човековите права, поддршка на образованието, како и развивање на соработка во служба на одржливиот развој и на солидарноста. Инаку во Македонија денес има повеќе од 50.000 активни говорители на францускиот јазик во најразлични општествени сектори, а токму францускиот јазик е заедничкиот именител што ги обединува земјите членки на франкофонијата. Општина Валандово за прв пат е домаќин на државно првенство во ракомет за средни училишта. Надпреварите ќе се одржуваат од денеска па се до сабота. Организаторите очекуваат бројна публика. Општина Валандово од денес па до сабота е домаќин на државно првенство во ракомет за средни училишта. Учествуваат 6 најдобри екипи од Македонија, а домаќин и организатор е ученички спортски клуб Валандово. Тренерот Сашко Нунов вели дека очекуваат интересни надпревари кои ќе бидат посетени од бројна публика. Значи Валандово е за прв пат домаќин на државно првенство за средни училишта машки. Две имаме екипи од Скопје, една екипа е од Прилеп, една екипа е од Струга, една екипа од Радовиш и овде од Валандово. Учествуваат 17 ученика, они се сместени низ нашите деца, низ нашите ученици, и има голема дружба, има убави надпревари, па ги поканувам кој може, кој е слободен, кој е любител на спортот да дојде да ги проследи надпревари. За најдобрите ќе има и награди со кои надпреварувачите ќе се мотивираат за уште поголеми успеси. Вели Нунов. Федерација училишен спорт заедно со Агенција млади спорт, во соработка со Министерството, овие екипи се наградени и ова лето одат на спортски училишен камп во Охрид. Спортските активности во училишните установи во последните неколку години во Валандово полека но сигурно се враќаат на преден план, а за тоа показател се и екипите по одбојка како и фудбал, меѓу кои освен момчињата вклучени се и девојчињата. Во продолжение на дневникот следува блокот информации и вести од светот. 12 лица загинаа и тројца се повредени во директен судир меѓу минибус и камион на автопат во јужната американска држава Тексас, пренесу американските медиуми повикувајќи се на локалните власти. Во автобусот патувале 14 верници од локалната баптистичка црква кои се враќале од тридневната посета на еден баптистички центар. Во камионот бил само возачот. За сега не е познато дали тој е меѓу загинатите. Тешката сообраќајна несреќа се случила на околу 120 километри западно од градот Сан Антонио. Тројцата повредени патници биле сместени во болница. Причините за несреќата уште се истражуваат. Во Австралија денеска почна евакуацијата на илјадници лица кои живеат на островите во североисточниот дел на земјата што беа зафатени од циклонот Деби. Десетици илјади лица се уште без електрична енергија во државата Квинсленд, каде властите издадоа нови предупредувања и повикаа на евакуација пред обилните дождови што се очекуваат по ударот на силниот циклон. Пристигнува дожд, обилен дожд, соопшти на државната радиостаница представникот на службата за вонредни ситуации во Квинсленд Марк Роук. Циклонот Деби во вторникот ја погоди Австралија, при што беа соборени далноводи, уништени полиња со шејкерна трска и беше затворен рудникот за јаглен. Конгресот на локалните и регионалните власти на Советот на Европа усвои препорака и резолуција за состојбата на градоначалници и советниците во Турција, особено за притворањето на избраните градоначалници и нивната замена со лица назначени од страна на владата, јавува дописникот на МИА од Страсбур, кој известувачите Андрес Кнапе,
Илин Верлек пред усвојувањето на препораката и резолуцијата представија извештај изготвен по две истражни мисии што ги имаа во Турција во 2016-та. Во својните документи Конгресот го повикува Комитетот на министрите на Советот на Европа да побара од турските власти да ги поништат законските мерки кои се однесуваат на градоначалниците назначени од страна на централната власт и да им ги вратат надлежностите на засегнатите општински совети. Конгресот исто така потсетува дека апсењето на локалните избраници мора да биде во согласност со домашното право, изработено во согласност со стандардите на Советот на Европа, а особено со Конвенцијата за човекови права. Конгресот повикува на ревизија на турските закони за усогласување на дефиницијата на тероризмот според европските стандарди, вклучувајќи ја и судската пракса на Европскиот суд за човекови права. Рускиот претседател Владимир Путин од Министерството за одбрана на Русија и од Федералната служба за безбедност побара да ги заштитат националните интереси на Русија на Арктикот. Министерството за одбрана, Федералната служба за безбедност и нејзините гранични единици треба да ги реализираат своите планови за обезбедување на националните интереси во поглед на одбранбената способност на земјата, но и да ги заштитат нашите интереси на Арктикот и нормалното функционирање на Северниот морски пат, рече Путин на состанокот за развој на Арктикот. Тој исто така нагласи дека е неопходно во целост да се искористат можностите за меѓународна соработка на Арктикот. Поштовани, тоа беше последната информација во ова второ издание на Дневникот на телеканал А1. Веднаш по завршувањето, како што најавивме, следува емисијата Отворено студио, во кое што со првиот човек на Зеленило Струмица Ленче Гудева ќе разговараме за теми од хортикултурното уредување на градот. 20 часот е наредниот термин за третиот Дневник на телеканал А1. Пријатно!